околу знамињата, заради тоа и сакав да ве цитирам, во вашата колумна велите дека со Охридскиот договор државата рекомпонирана на начин кој дозволува манипулации и злоупотреби. Законот за нова административна поделба ни се случува 2004 и сега одиме кај знамињата. Овие два документи, велите, како и законот за знамиња, се тешки, непростливи стратегиски грешки на оваа држава. Точно. Неповратно се дадени големо албански аспирации. Точно. Мислам, тоа не мора да објаснување. Кој ќе го направите мозаикот, што се случува од 91 до денес, и кој ќе гледате сите тие камчиња кои се неспорни, вие се огледувате на реалност која апсолутно не е пријатна и коди во апсолутно неприфатлива насока. Како ќе функционира тоа мултиетничко општество без овие закони, без овој Охридски договор, без цивилизирани договори? Видите. Охридскиот договор реши многу проблеми, јас тоа не го цитиравте. Има албанците едно чудо проблем во државата, имаше неправди према албанците. Јас прочитав се тука, не гледам. Со Охридскиот договор државата рекомпонира на начин кој дозволува манипулации и злоупотреби. Вие што пишувате, вие сте против Охридскиот договор. Видите, тоа е едната страна на медалот. Не, ако е тоа против, вие значи сте против. Еве го текстот, јас не додавам и не измислувам ништо. Други текстови. Против американците, против Западот, против интеграциите. И ние ако одиме со такви изјави, со таков концепт, против интеграциите, против американците, против Европската унија, тогаш овие проблеми што ги спомнуваш ти, меѓуетнички, тие без такви интеграции, без поддршка на цивилизираниот демократскиот свет, ќе добива таков замав, што ќе биде многу критично и за Македонија, и за граѓаните кои ќе бидат. Затоа треба да внимаваме со тие ставови, затоа што за мене се ретроградни. Јас ве слушам и понекогаш во другите изјави. Немојте да ме разберете греш, тоа е ваше мислење, се разбира, меѓутоа ретроградни се тие воопшто не ми даваат и мене надеж како човек кој се бавам со политика 20. Ретроградни ли се ставовите за голема Албанија? Ретроградни се, затоа што воопшто такво нешто нема да се случи, затоа што ако имаш 100% Албанија е посветена на Собствената евроинтеграција. Собствената евроинтеграција. Ама чекајте луѓе, господин Рамадани, чекајте. Вчера гестот со враќање на името на Пустец. Изгласана во парламент без против. Значи, голем исчекор. Што значи во Тирана амбасада? Да. Што значи тоа? Дека тие се 100%. Тие и кога станаа членка на НАТО имаа проблеми со грците. Чамберија, проблеми. Сите проблеми ги оставија, тие сакат... Добри, македонското малцинство се уште протестира. Ако, протестира, меѓутоа, еве, имаш еден гест, меѓутоа тоа значи дека ако името на Личенај се врати во Пустец, а градоначалникот има право со советот и сите имиња на населените места, тоа значи веќе испружена рака, означува ти дава нешто позитивно. Позитивен исчекор треба се поздрави. Меѓутоа не заборавајте дека истиот Бериша, премиерот албански, во последниве, да не речам 5-6 месеци, кој не е важно, во последниот период даде изјави кои неспорно покажуваат кои се аспирациите. Он рече прво дека од Превеза до Прешево и од Скопје до Подгорица се албански територии. Што значи тоа? Има ли во Франција германски територии? Има ли во Италија или во Австрија австрийски италијански територии? Нема. Има македонски територии, српски, така натака. После тоа тој изјави дека, после преместувањето на споменикот во Прешево, рече дека ова покажува, расистички акт, и ова покажува дека албанците мора да живеат во една држава за која се бореле со крв дале, бидејќи некој не може да стварат своите права. А чекайте, што значи тоа? Или да не ги спомнавте вие свирењето на албанската химна на Македонија, на отварање школите. Извинете, тоа е албанизација директна и неспорна. Кога дојде амбасадорот Арвизу, америчкиот амбасадор тука, и тој пораките ги даде и до Бериша и до другите дека
ако сте мислиле дека ќе има промена на граници, заборавете го тоа. И после тоа тоа е позната изјава. И мислам после тоа има корекции во нивните изјави со нови интерпретации дека сето тоа е во склоп на интеграционите процеси, дека нема менување. Велите околу Америка, само да ве цитирам, па може да продолжите. Клучот за Македонија е во рацете на Америка, за кои засега немаат никаков усет за нашите универзални потреби да обстанеме. Работат на распаѓање ли, господин амбасадоре? Ако гледате од 91 до денес, ако гледате американската политика од 91 до денес, 12-13 година, ќе видите тенденции кои се апсолутно лоши за Македонија, негативни, бидејќи кај нас тоа малку се истражува од приемот во Обединетите нации. Нас името не го оспори Грција во Обединетите нации во Советот за безбедност. Грција не беше членка, го оспори Америка со нивните сојузници. После тоа доаѓа да скокнеме некои делови, да одиме само на привремената спогодба. Привремената спогодба исто е да прави американците, разбирате. Има и позитивни аспекти, така има и негативни аспекти. Охридскиот договор кој преска него да штитиме до крај, кој е јас не го отфрлам Охридскиот договор. Јас ведам само дека е за наша стратегиска грешка. Ali Охридскиот договор е документ кој ги реши некои проблеми, е прифатен од државата и со него мораме да живееме. Имавте една колумна за амбасадорот Филип Рикер, американскиот амбасадор Филип Рикер, во која велевте дека треба да си замине од Ние ги следиме работа, немојте, вие тогаш бевте активен дипломат. Вие многу знаете дека во Лисабонската декларација останавме без никакво име. Територијата без име. Токму во Единбург на наредниот самит, каде што англиската дипломатија ни овозможи ние пак да се вратиме во тоа што значи решение за името, држава со име. И англичаните, значи надворешната политика на англичаните, не се разликува од американската. И ред други работи имаме од американците во Република Македонија. Сте биле во Британија, конечно, вие во Лондон, амбасадор македонски, господине. Така ли е тоа? Така беше. Дека така е точно, меѓутоа има една друга работа. Лисабонската декларација од јуни 1992 година со која рекоа Македонија без името Македонија е катастрофална грешка на Европската унија, заедница тогашна, која се повлече. Полека се повлече и виде во декември во самитот во Единбург дека не може да го реши тоа прашање и го префрлиме Обединетите нации. Али таа корекција е направена токму таму. Соединетите американски држави го призна уставното име на Македонија. А зашто го призна? Една од клучните потези. А знаете зашто го призна? За да не успе референдумот за административната подела на земјата, со која се крајно непотребно, Тоа американски дипломат мене ми го има лично признато. Што е за надворешната политика? Признато, вика тогаш имавме аргумент, вика со кој ја спречивме референдумот за да не пропадне административната поделба, вика, а вика што сега вика, а што сега да ви дадеме, вика да ви пушти, вика да го смените името. Значи, кој е носител на политика да се промени името на државата? Америка, не е Грција. Грција сама, што мисли дека направише пресват во Букурешт на самитот, нема шанса. Грција може да го стопира со солидарност. Еден од најголемите лобисти за влез во НАТО не беше ли Америка? Да, по кој услов? Да смени името. А и без идентитетот. Имаме подпишано спогодба за наоѓање на некакво решение на името. Со кого? Америка? Немаме ли? Јас не знам такво нешто. Со Грција немаме ли обврска? Со Грција мене е подпишана привремена спогодба, која тие игнорираат. Во таа привремена спогодба две работи беа клучни за Македонија: признавањето на државата, член 1, и член 11, да не попречуваат. А тие не попречуваат. А што треба до јуни ние да направиме за да се добие датум? Да се раздебитиме себе си, да се речеме дека не сме македонци, сме, не знам, кинези, било што друго, разбирате. И кој е главен носител на политика да се промени името на државата? Македонија. Кој го направи Америка? Кој го направи пресвратот во Букурешт на самитот на НАТО? Да името стане услов за членство. Зашто не примија со референцата? Кога Грција има меѓународно прифатена обврска да не ја попречува земјата. Добро, вие имате други информации, во јавноста имаше сосема други информации. Ви благодарам што бевте гости на студио. Беше удоволство.